Се вклучуваме директно од Националната опера и балет, каде што ја имавме таа можност и дозвола практично да присуствуваме на една од пробите кои одржуваат балетските уметници, да видиме како тоа изгледа во услови на пандемија. Се разбира дека правилата на игра се променети, меѓутоа особено сценските уметници немаат простор и време да седат затворени дома заради тоа што сцената тоа не го дозволува. Мораат да одржуваат својата форма, кондиција и да бидат подготвени во секој време да се представат пред публиката. Да сцените останаа празни, истото важи и за гледалиштата. Не бевме во можност периодов да ги набавиме нашите влезници и да уживаме во убав концерт, оперска или балетска представа, театарска представа, меѓутоа се надеваме дека нештата ќе се променат и дека и публиката и уметниците ќе се вратат на своите места. Како изгледа секојдневието на уметниците, слушаме во продолжение. Ја најавува мојата гостинка Олга Панго, кореограф и директор на балетот при Националната опера и балет. Да се биде уметнички раководител, но воедно и да се држат проби е убава улога, но колку ви се промени со оглед на тоа што пандемијата на сите ни го смени секојдневието? Здраво, Јана, добро утро на гледачите на Алфа телевизија. Многу е убаво што дојдовте да видите дека повторно се вративме назад на нашето, како да кажам, органско работно место, таму кај што припаѓаме. Многу е тешко, мислам, сите ние многу тешко го преживеавме овој период од март навака, со оглед на тоа дека бевме пред една многу голема представа, голема премиера, Жизела, која требаше да биде на 28 март. За жал таа не се одржа со оглед на пандемијата што нас најде и сите останавме во своите домови. Долго сите дискутиравме на темата меѓу нас, нели, по социјални мрежи и така натаму, што би правеле понатаму. Играчите се снаоѓаа сами, вежба, имаше доста онлайн часови и на европско ниво и од цел свет, така да некако ја одржуваа својата форма кој како умее и знае. Меѓутоа, да кажам, бевме поканети од Охридскиот фестивал, Охридскиот летен фестивал, Охридско лето, и во јули се вративме назад, да кажам, во сала и на сцена под едни специјални услови, со специјални протоколи. Направивме еден балет, да кажам, конкретно за пандемијата, значи тоа беше Болеро на Равел во кореографија на Саша Ефтимова, што беше балет под маски, да кажам, го играат 12 девојчиња. Само момент, 2 ми грамплие по сите позиции. Да, ова се тие инструкции кои што мора оно која предводи пробата да ги даде. Да, ова се кондициони вежби, ова не е проба, значи тоа е тоа што балетот го има секој ден. Значи секое утро така започнува работниот ден на балетот. Да, она што го спомнавте пред малку, балетот под маски, најде на едни убави и позитивни реакции во јавноста заради тоа што сепак успеавте, Саша, тимот, сите вие, да настапите. Мене ме интересира како изгледаат тие посебни протоколи. Дали ова значи дека луѓето што сега се во салата се во помал број отколку стандардно? Апсолутно, да. Луѓето во моментов се поделени во 4 групи. Значи во моментов јас држам тука вежби, мојот колега Горан Божинов држи вежби на големата сцена со машкиот дел од ансамблот и уште 2 групи од 11 почнуваат. Едната тука која што е со Саша Ефтимова и другата е со Гора Тарчуговска на голема сцена. Ние сме голем ансамбл, мислам сигурно 50 и кусур играчи се во форма кај што играат и кај што им треба да имаат кондициони вежби, така да моравме да направиме протоколи да не сме повеќе од 15 луѓе на 300 квадрати. Да, јас ги прашав и нив лично и рекоа дека не е баш едноставно со маската кога треба да вежбате и да играте. Да, ние добивме протокол бидејќи е голем просторот, има природна вентилација, така да ако сме на оваа дистанца да можеме да ги вадиме маските, така да, но сепак е тоа лично, кој сака да остане со маска, останува, и кој може да вежба бидејќи е доста непријатно, да кажам. Морам да ве прашам, рековте се консултирате меѓу себе, Националната опера и балет е една од најголемите, ако не најголема институција и ваков тип установа во нашата земја кога во прашање музиката и уметноста. Имаме и театри, имаме и други музички институции, меѓутоа рековте ансамблот е голем. Што би значило, имате ли представа доколку на долг рок не успееме да се вратиме во некоја нормала, да фатиме темпо со продавање на билети, да имаме моќ, односно да имате моќ за поставување на нови премиери? Ако ова трае долго, како сето тоа ќе изгледа? Јас, знаете како, просто не можам да замислам дека ова ќе не биде реалноста за живот понатаму. Мислам, не сакам да го прифатам како реалност. Ние го направивме овој балет, да
кажам, и сега на 25 имаме повторно концерт нели на платото Мајка Тереза пред Националната опера и балет. Но понатаму што ќе биде, како ќе биде, не знам. Јас правам некои протоколи за да можеме да направиме еден класичен концерт, да кажам, веќе на сцена, каде што нормално ќе бидат само балетските играчи во помал број, каде што еве се уште ни е забрането да играме со контакти со допир, мислам тоа го имам како информација, така да треба да смислиме што ќе правиме. А за големите представи не знам, иако во светот, во Европа, сите ги отворија веќе вратите. Јас еве нашите колеги од Словенија утре имаат премиера на Корсар, тоа е многу голема представа, да кажам. Тие нивната сцена е упова од нашата. Протоколот за публика е тоа што ќе биде, мислам, мене не ме плаши дали ќе бидат 300 или 200 луѓе во салон или дали ќе треба на пример да играме представата 5 пати да би можеле да ја гледа публиката 5 пати повеќе, сакам да кажам, отколку би ја играле, но мене ме плаши тоа што ние на сцена не можеме да сме сите заедно, а големите класични представи тоа го бараат. За уметниците слушнавме нивната страна, се разбира, секој уметник сака да биде на сцената. Само уште ќе ве прашам околу реакциите на јавноста. Кога треба да бидеме редовни на представите, знаеме по некој пат да потфрлиме како публика, меѓутоа се чини дека во овие месеци сите некако се жалевме, ни недостига повеќе музика и сега ни недостигаат представите, сега ни недостигаат концертите. Што велат вашите блиски, вашите соработници? Беше ли жел на публиката за представи што ги немаш? Секој сака. Јас мислам, можам за себе да зборувам. Значи, јас сум жилна да отидам и во театар да гледам и драмска представи, да се вратам опера и балет да гледам и така концерт. Нормално е дека сакаат луѓето. Мислам, навистина се затворивме дома и сметам дека не е здраво се тоа што се случува, меѓутоа, како да ви кажам, тоа е светска пандемија, веќе мислам не зависи од тоа јас што мислам и како мислам. Јас сакам балетот повторно да се врати назад и повторно да сме таму кај што ни е местото. Се надевам и дека така ќе биде тука некаде и ќе ви се заблагодарам нели затоа што ги отворивте вратите и дозволивте да видиме како работите. На крај еве уште еднаш да го најавиме она што ќе се случува на 25-ти, ќе биде убава можност под отворено небо, оние на кои што им недостига опера и балет да дојдат и да уживаат. Обавезно, да, сакам да кажам дека исто така на 22 во 13 часот и во 20 часот на Балет Феста Сараево ќе биде емитувана онлайн нашата представа Клеопатра, која што им мислам исто така дел од репертоарот, беше дел од репертоарот. Сега дали повторно ќе ја видиме Клеопатра на сцена, тоа не знам. Да. Ние ќе ви посакаме успехи, ќе ви посакаме со оглед на новите околности сепак да успеете да си работите вашата работа и со нетрпение очекуваме нови балети, нови представи, затоа што тоа е нешто што на сите ни е драго и убаво и вреди едноставно човек да дојде и да ужива во уметност. Апсолутно. Да. Ви благодарам уште еднаш, многу беше тоа Олга Панго и ансамблот кој што во овој момент овде ги одржува своите вежби, се разбира според она што го слушнавме, протоколите овде се почитуваат, меѓутоа ова не е онаа природна атмосфера во која што функционираат уметниците, како и да уште еднаш потсетуваме дека на 25-ти ќе можете да уживате во една убава оперска и балетска представа под отворено небо, така што се надевам дека ете оваа информација ќе ви значи и ќе дојдете да уживате во уметност, но и да ја поддржите уметноста и уметниците.